Море, шо правиш тука, бе? У шумава? Ноќва? Што се маж, бе, педе? Кога га смајчи? Зашто да га смајчи, што ми фали мене? Крилја, паралепне! Море, слушаш што те прашувам, шо пиш у шумава ноќва тука су поласе од рака? Ама ме исполаши, си го изгоре в прстето. Сакаш да ми го цуцнеш малку да ми Зато си ми те допата рака, па ќе те мочна со вазелина ти помејата. О, па ти си бил маж. Кој користи вазелин мора да е дечко фин. Požar da ugasi. Дело тоа што се, јас сам ова би кажал, дело тоа што огромен дело тоа што сега имаме одредени проблеми се должи токму на ова. На нашето неприфаќање, да играме по нивни ноти, да играме они како што ни свират. Јас ви го реков уште многу одамна, треба да се спремиме дека ќе трпиме одредени притисоци, дека ќе биде тешко на одредени периоди, но дека мора да се издржи, а во меѓувреме нашите мора да бараат начин со кого да се усојузат, како да се усојузат, без при тоа да водат сметка дека таа фамозна Европска Унија нешто ќе им замери, очигледно тие се непријателски насочени кон нас и мора да го прифатиме тој факт дека ако си држиме до себе, ќе ги имаме нив за непријатели. Една од причините што минатата влада, која што ја фалеше Жирновски, имаше широки контакти со Европската Унија, со одредени премиери, од проста причина што они правеа секако што вие ќе им кажат. Во таква ситуација нормално е сите да те сакаат, кога на сите им клекнуваш и им правиш хонолулу. Секој ќе те сака. До одредено време, додека не им здосадиш и додека не решат да те фрлат на буниште. Деме као голем хендикеп било колку премиери го посетиле нашиот премиер у последниве 2 години. Деме голем показател е за факторизацијата на државата, за низиниот респект во Европа, ако ти дојдат поише премиери. И треба ние сега да паѓаме у несвес. Прво, другар Жирновски, кои премиери бе да ти дојдат? Кај гледаш ти премиер во Европа? Кои се тие премиерите? Министри, кои се? Оној Макрон ти за премиер го рачунаш? Ама бил на Франција. Абе шамар јаде од жена му пред камери. И тој го рачунаш за премиер? Кој друг премиер го рачунаш? Оној другиот што имал дедо во Вермахтот? Што му правил на водачот Хайл Хитлер? Тој го рачунаш и тој ти е премиер? Не заебавај. Кој друг премиер рачунаш? А? Кој? Оние што допрва, оние кои што се појавуваат или допрва ќе се појавуваат во документите на Епштајн, тие ги рачунаш? Од високи представници на Обединети нации до, не знам, министри на држави, до кралски семејства. Тоа треба да ни импонира ако некој од нив ни дојде на гости и ако Мицковски се сретне со некој од нив. Се од сите европски политичари, премиери на Европска Унија, еден не можеш да составиш од габаритот на премиери какви што имало пред 50 години. Една држава каква што имала пред 50 години од тие големите европски, денес еден не можеш да составиш. Од сите овие да ги собереш, кои тие што биле пред 50 години.
државници, тоа е мисловна именка за Европската Унија. И ше треба да плачеме што не ни дошол никој пример. Леле, ете доказ дека Македонија е изолирана. А не ти ни требаат такви, бе. Шокети шуми ги да ти доаѓаат од државата. Така што ова што ни се случува и ќе ни се случува, за мене е само доказ дека сме на прав пат, а правиот пат, знаете и сами, никогаш не е лесен. Ние со години влеговме во една насока, во едно сокаче, многу опасно за нас, што годевме 35 години, што видовме дека завршува, дека е сокачево слепо уличе дека е тоа, дека завршува во бетонска ограда, дека нема понатака. Во таква ситуација моравме да го смениме начинот на игра. Тој пат по кој што тргнавме не е лесен, заебане, трновите, мали сме, слаби сме, ќе треба да се издржат некои работи. Ама ја мислам дека е тоа сепак премала цена за онаа цена што ќе ја платиме или ќе ја платевме да продолжиме да идеме по тој пат по кој што идевме 35 години. Таа цена не смеевме и не смееме да дозволиме да треба да ја платиме. Така да тоа сакав само да ви кажам. Па да видиме, најмалку што пак ја повторам, сега што му треба на ВМРО е некому да се правда, нема зошто да се правдате, но исто така апел, што го реков и вчера, пробајте, најдете начин, кренете го малце духот кај народов, кај граѓаниве на држава, изморени се, истоштени се, од години поминати во сурова екзистенцијална борба како до први, што од први и така натаму, задолжени се до гуша во кредити. Пробајте, најдете начин, ако треба вие затегнете го ременот, што сте горе, најдете начин како да им помогнете на луѓето, да им го откренете стандардот. На крајот на краиштата Македонија поседува и златни прачки во Швајцарија. Не се разбираме од тие работи што треба да се случи за да се посегне по тој механизам, но не дека сме изгубени, не дека немаме решение. Не знам само колку златни прачки имаме во Швајцарија, знам дека една е тешка 12 кила. А 1 грам злато е 60 евра, мислам, ако не отиде и повеќе. Што значи, спомнав крајниот начин, иако веројатно има уште многу други начини како да се излезе во пресрет на народот, олабавете ги уздите малку на народот. Немаме ние зошто некому да се клањаме се уште, да влегуваме во некој почитување на некои сулуди закони и процедури, а не сме ни дел од таа унија. Значи имајте го и тоа во предвид. Нема зошто кај нас толку да се затегаат одредени мерки, пошто ние не сме дел од таа братија. Така што
почнете малку поише да играте за рајава, некој тоа ќе го наречат популизам, а јас би рекол, пробајте да си дадете баш човечки лик, во смисла искрено да помогнете на сите загрозени слоеви во Македонија. И ако некој ви плаче дека не му стигаат пари до први, човечки е да му поверуваш дека е тоа така. И од позиција на власт. Нема зошто да лаже. Повеќето од оние што имаат дури немаат ни осет, затоа што имаат колку е навистина тешко да се прехрани една фамилија, 4 члена, ако само едниот работи. Па дури двајца да работат за по 500 евра плата, а има такви многу фамилии, невозможно е да го преживеат месецот со 2 деца. Ова треба да го знаете и треба да го сватите. Како ќе правите, што ќе правите, имате начини да интервенирате и да помогнете таму во најзагрозените слоеви. Нема ние да пропаднеме како држава, ако некому покачите плата или ако некому му даете ваква бенефиција на одредена група на луѓе или онаква бенефиција, државата нема да пропадне. Државата пропаѓа ради други работи, а не затоа што си им помогнал на најзагрозените. Ај, чао.